Здраво на сите. Долго очекувано видео со оглед на тоа што кажав дека набавувам опрема, дека имам работи нешто нарачувано, нешто стаса, тоа се стаса и моментално тоа што снимам, ете прво нешто од овој унбоксинг, прво да кажам дека да, ова е Тему Хал, у наводници, унбоксинг правиме на пола работи оригинал унбоксинг, пола више ми се отворени и ги пробав и ги дзирнав, пошто не можев да дочекам да го снимам ова видео, имав друга замисла и планови за снимање на истото. За тоа што идеме да го сниме сега, дали ќе го објавам денес, не знам, или можеби некој нареден ден, ќе видиме. Прво да се почне може со нештото што моментално стои телефонот на него. Тоа е некој Tripod 3120A, пишува Made in China, тоа е. Цени нема да кажам на работите посебно, чисто ете онака, ама ќе кажам дека вкупно сите овие работи што ќе видите во видеото кошта околу 8200 денари или некои скоро па 150 евра. Не вкупно, не скоро. Причина зашто имам фантомка во ова видео е, пошто видите оваа убава мајчка, многу се поврзува со мене на некакви начини, кој како ќе го претолкува тоа слободно. Не се лутам, не е проблем. Да, ево. Исто мајчкава не од Тему, мајчкава од AliExpress, ама да, не ја купив ја, не ја помажил, бамо чистете за мим, решив да ја облечам. Значи, триподот стаса уредно, во ова, тука, посебно со деловите, кај што е поврзан телефонот, јас го монтирав, стаса исто така во една од овие кеси, сега не знам точно која беше, едина мана што беше отворен и може би при некоја мала полошо маневрирање со истиот да се доведе до ситуација да се оштети. Немам некој редослед, што фатам прво, тоа иде прво. Еве, ова е нешто што ќе му направиме унбоксинг сега, моментално го немам отворено. И ова верувам, оноа што го нарачав комплет сет, да можам да снимам со телефон на гради, на глава. Не знам дали има уште нешто. Ето тука по сликата, гледам како се мести и ова е за на глава. Моментално, да, за на глава и за награди. Head mount и chest mount. Слики од овие работи нема доставам никаде, пошто се тотално небитки, знам како работа, знам како функционират. Имате прилика да ги гледате работиве во видео, кога тогаш, кога ќе се одлучам да снимам нешто поинтересно и ќе најдам време. Ево ова верувам за на глава, гледате како изгледа. Тука се намонтира ова делче, заедно со овие две. Не знам колку се гледат, ќе ги зумирам во едит. И да, ова е последното кај што тука стои телефон. Тоа треба на страна. Второто е chest mount и е малку поедноставен. Директно само се става и верувам дека уствари е истиот прикачок. Не знам сега како тоа треба да видам. Најверојатно не фали ништо во целиот овој сет. Искрено не знам како би се ставило ова сега одма на почеток. Но да, верувам, тука иде телефонот, тоа сум убеден. Сега не знам како биде со ова, бидејќи ова има кругче за поврзување. Да, видам сликата. Сликата кажува дека, иде целиот овој посебен маунт. Значи, овие работи како за глава, така идат и за гради. Што е окей, пристано. И тргам овие работи на страна, ја после видеото ќе се спакувам се, да не биде во неред. Ама сега додека го снимам, бар, ете, не се сама. Ова исто тоа, еве што има тука друго. Ова нешто, исто го отворив, да го видам, морав да го пробам. На сликата, иако има дека е за пливачи, не ќе зумирам, апсолутно не се користи за тоа. Планирам во некои делови тежински тренинг или кондиционен тренинг во теретана да го искористам, сега што е ова. Ова е го шири белодробниот капацитет. Можете да дишите појако и поубаво после неколку тренинзи со ова. Не неколку, туку еден цел процес на тренирање со ова, со убав план и менторство, ќе допринесе до поголем белодробен капацитет и да. А во спротивно, ако го правите на своја рака и на своја глава, ево како изгледа, тоа е убаво запакувано во ова сетче мало тука. Ево како изгледа. Не ќе сега да покажувам, овој дел тука иде само вака во уста и дишите преку уста.
Тоа е една мана, што преку уста не треба да дишиме, треба да дишиме преку нос, може само да издишуваме од уста, а ова ве прави и да дишите и да дишите од уста, издишувањето е небитно. Доаѓа од целот едно сетче со, не знам за што служи оваа гумичка на пример. Тука исто ова така не знам за што служи. А ова е за чистење гумичка. Не гумичка, туку као знаете за оние во садови што се стават. Неверојатно ова се отвора и се чисти, бидејќи знае да собира секрети од бели дробови, знае да ви прочисти угодишните патишта. И да, после одредени... Зашто реков дека треба со менторство или под надзор на некој ова да се користи, бидејќи ако не знаете сами да го користите, може да си направите проблем па да дишите само преку уста и да имате едноставно една лоша навика, што така не треба и не треба тоа така да биде. Ја ќе го користам на некои тежески тренинзи, кондициони, например планинарење или нешто слично кога ќе правам, со цел само да го проширам белодробниот капацитет и да бидам поспремен во иднина. Тука ова е веќе празно, првата ќе се завршуваме. Сега, што е ова? Ова се фейк банкноти и унаводничи од 500 евра. Ја планирав, мислев дека стварно ќе ми стигнат некои онака поголеми и фейк, што ќе бидат чисто за да имам контент за видео. Мислев некакви разни идеи ми текнува, викам ќе ги земам, не беа скапи, ама уствари што ми стигна? Ми стигна парички за монопол, така да ова сега апсолутно нема да има никаква корист и ќе биде само за украс. Ова тука што е, нема да зборам многу, само ќе го покажам во видео, бидејќи сепак уште сум на факултет, сепак ќе имам колоквиуми, ќе имам испити. Може би ова видео ќе стигне до некој професор, до некој колега што ќе биде као и затоа само ќе го покажам, гледајте убаво, нема да зборам ништо. Имаме тука убаво пенкало за пишување. Ова е нешто украс. Така да, не се задржувам многу на овој предмет, немај да го вратам во опаковката. И на други работи. Ајде што има тука. Овде има еден како украс, како за кога ќе идам во Штип 3 месеци ова да си го ставам во соба. Изгледа баш добро од Исус. Се закачува овде, дали со шајка, дали со било што. Од тука има малку што се одлепило кога го вадев. И да, суштина е убаво големо 30 сантима и ќе давам мотивација или нешто слично. Така да убаво е вакво нешто да си имате. Наредно нешто од овде. Да, тоа е на нешто. Ќе ставиме за малку покасно. Да ги видам стикерите. Стикерите беа исто така неприлично скапи, интересни. И решив да си нарачам некој нешто. Каде ќе ги ставам стварно уште не знам. Ова е Wanted од GTA 5, некој си интересен стикер. Ова е исто она девојка на лоудинг скрин. Ова е стикер, не се гледа убаво од Јегер. Ева тука цел голем. Ова не го покажувам за да не добијам страйк, интересно стикерче. Тука има стикер од Monster. Интересен исто така. Уште еден исто така стикер од Monster. И 46 бројката од Moto легендата. Тоа е стикерите. Сега ќе преминеме на ова интересно нешто, овде имам ситно некој опатство, нешто што го чувам, пошто уште не знам како да работам, а што е ова? Исто стигна во кеса запакувано, ја го отворив и го пробав и работи, само што ја не знам да го управувам, а тоа е дрон. Некако си дрон, што се уште не знам дали и како снима, доаѓа со кабелче за помош, доаѓа со резерва перки, со заштитници за перките, доаѓа со цел џојстик, што јас го ставив батерии, еве го и дрончето. Дрончето интересно, се отвара вака, идат прво горните, после долните перки, не, ова се перки, ова не знам што се, гранки. Тука исто кутијата убава уредна. Сега дрончето тука си стои, еве прво го палите овде и со ова го управувате. Јас се само ќе го упалам, ама нема да, еве, гледате свети, тука кога е полно,
Овде исто така свети. Батеријата му се наоѓа тука. И наводно треба да снима преку ова. Јас стварно не знам како тоа ќе биде изводливо и како тоа ќе снима и што квалитет ќе има, ама да. Ќе дознаеме некад кога ќе ми затреба стварно, па да почнам да го вежбам. Неработиве што ги имам тука исто нема да ги тестирам у видео, пошто ќе ги видите со тек на време во видео и во контент. Работат сите, тоа ќе кажам. Сега може, усварјај ќе го упалам чисто да видите како врти, ама ќе одржам за да не отиду 3 лепе, пошто не знам како се лета. Ево, почна да пишти джойстикот, има батерија, му ставив. И сега тука има неколку команди што покажуваат нагоре надоле како дрон, а има и нагоре надоле како стрелки. И сега тука малку ме буни. Има и лево и десно, има и управувачи. Сега ја еднаш го полетав дома и се шлапнав, не ќе пак да се повтори тоа. И ствари лета. Ја ако го пуштам сега ќе лета. Ако му давам команди за горе, доле, лево и десно. Ги перките, дронот си работи. И сега за да снима, само да го угасам. Очигледно. За да снима треба да се поврзам со некоја си апликација на телефон, што уште не знам како и што и зашто. Ама си кажав дека кога ќе затреба, ќе се дознае. Вака или онака. Ако некој знае, има искуство со вакви работи што ќе го види видео, ја пишете. Ако знаете како и што да го полетаме ова уредче. Да ги вратам работи за да не ги изгубам. Интересно ми се свиѓа добра запакуваните работи по кутије, како даѓа, така да битни кутије за нешто ќе се користат. Тоа не е кутија, ова е поише како некој не се серче, ама да. Има на пазар реално, но кој ќе се до пазар да ги купи. Се враќаме назад, чисто проверка една дали снима уште телефонот. Еме сега на ова тука. Овде нешто што ќе ми треба и ќе ми врши работа додека сум во Штип, а тоа е push-up board, табла за склекој. Сега како се поврзуваше. Мислам да беше вака. Да. Ево. Ја поврзувате вака. Доста широка. Тука апсолутно нема више ништо. Да, нема више ништо. Двете рачки тука, сега, контроверзно е дали овие стварно се за грб, стварно се за бицепс, за нешто. Реално склекој секогаш се само гради рамо и трицепс, некои си само варијанти за нешто друго, ама претежно за тоа ја земам за гради и за трицепс рамо. И поради тоа што гледате, има тука 5 сантима, овие уште догоре ќе додадат 10-12 сантима висина, да може да сиде во длабочина, што на обични склекои на земја не може да сиде. И тоа е тоа, од табла за склекои. Треба пазам само за да не ги кршам работи. Тоа е исто добро запакувано, ја отворих вчера, ми стигна пола работи, пошто ми стигна пола со пола, бидејќи има некакво ограничување на тему, нарачка до 1200 денари ја нарачував по 4-5 пати се. Сега ќе приверам ова се вака тука. Повеќе работија, интересни. Чекај да видам. Нема празна кеса. И ова е празна кеса. Тука ми ствари торбата која ќе ги земам сите работи. Да, нема више ништо. И ова тука. Дори овие се може по-битните и по-квалитетните работи. Не маската, ама е да, интересна маска, видов. Имаше за сите модели на iPhone, бидејќи користам таков телефон. И си земам за мојата 11-ка, интересна time is money, убав дизајн, убава маска која се држи телефонот стабилно и се тоа. И заштитува. Маска како маска, ништо спет. Сега ќе видиме, тука е ова нешто прво што скроз не ми е отпакувано. Имаше еден период кога зимав микрофончиња од Ledicom, една антиреклама, пошто ми гајле. 5 пати го купував микрофончето, 5 пати не работеше на мојот телефон, 5 пати го враќав, го заменував за ново и 6-тиот пат веќе само го вратив и ми вратија парите, пошто стварно не работеше микрофонот. Тоа им го покажував и пред нив и кога снимав видеа и се и стварно. Ево сега едно вакво микрофонче, искрено ќе го отворам. Сега баш ме интересира на што личи внатре.
личи исто како на тоа што го зимав порано од Ledicom, ама се надевам дека ќе работи сега пошто е тема, искрено. Ево, убаво запакувано, wireless, нормално. Нарачав само едно, не сакав две опарт, ќе видите зашто. И да, уствари доаѓа две. Уни се две. Две се, одлично. Ја искрено мислев стварно дека едно, пошто ја нарачав едно. Ја некој си упатство, еве ги пуфер филтерите, еве го адаптер што иде во телефон. Искрено ме мрзи, не сакам да си пробам. Или ќе ги испробам, зашто да не нема нешто, не ми представа некој проблем. Значи представам, ова изгледа не се пали никаде. Аха, има копче за палење. Оно си има више еден поп филтер. И сега ако сакам да го заменам овој поп филтер со овакво пафер филтер. Интересно. Дури може и со овие подобри од овие другите што ќе ги видите. Потрнам на страна само. Ова е ѓубре, ова е упатство, ајде нека седи. Тоест ќе пробам на крај, ајде, пошто да не станувам се 5 пати да се вртам. И ова внатре, на силу, има и кабелче за полни. Ова кабелче не знам што ми е, стварно им заборавено од која апаратура од овие работиме тука, така да ќе го занемарим. Ова ќе го оставам тука за после да пробаме, а ова ќе го затворам и не е ниво затворено. Ама не видно, кога ќе се организирам, кога ќе отидам во Штип, ќе си ги наместам работите, ќе земам полначи кабли, се едно друго како треба и да ми биде малку поорганизирано, пошто вака дома не хаос. Ај нема ни снимам видео од дома, така да уште подобро што не гледате. Наредно нешто, ќе смениме малце тема од техника, технологија на нешто друго. Овие две што ги гледате тука и набутав во едно кесиче, пошто не може да го најдам другото, ги користе веќе и стварно многу помагаат. Овие се, ќе зумирам, ќе видите како гаджетс, значи гаджетс на македонски, како би го превел, не знам, играчки не, ама помагало исто не, ама не знам. Овие вакви две имаат од 100 кила отпор, мислам дека, и се ставаат тука во задниот дел од вилицата и само се џвакаат, се притискаат за да се вежбаат џвакалните мускули и да се прави подобар џолен. Искрено ги земав, пошто не дека ми треба нешто многу, ама сакав да видам каков ефект има, ја ги користам веќе 3-4 дена, има ефект. Вилицата стварно ја сеќам како да ја вежбам во теретана и не знам, ќе видиме поубав ефект и трансформација за месец-два користење. Така да, нормално цела вака лича дека не се ич хигиенско спакување, ама си ги чувам во едно посебно кутивче и ги перам пред секоја и после секоја употреба и ги оставам да се сушат. Идеме, ова кабелче, овој помач е од овие микрофони. Овие микрофони, баш не зачудив зашто има два вакви, што нарачав еден ваков, чисто како резерва, а нарачав два од овие, пошто ми се личат поквалитетни, како демик. Веќе ги отворив, веќе ги испробав на видеа, тоест не на видеа, туку на видеа за мене само и на војсови со другари. Ево полначот, имаат два пафер филтери, се искрено малце потешко се ставаат, гледате микрофонот доаѓа вака како што доаѓа и сега ќе го лепам и ова да биде нов, како нов уствари, да. Поприлично е убав, како има и рефлексија, огледало, да се видам. Да, овде има вака и сега вие треба да го угурате ова нешто во пафер филтер, што е потешко. Ја го направив тоа за едниот девајс да го истестирам и сега тоа доаѓа само вака и се треба да се слушне. Кој ќе направи клик, сега тоа не се слушна таму, ама ете го осетив. Кликот го осетив. И сега ист принцип, адаптерот во телефон, ова се пали тука и работи. Се закачува и баш мислам дека има квалитетен звук. Ќе пробаме. Значи овој адаптер со ова тука, да се проба. Овој со ова тука. Да, ова е нивен полнач, ова е кутивчето и тоа е било тоа. Пафер филтерот исто. Видам стварно како ќе се изорганизирам да ги средам работива за да не биде хаос. Окей. Ја нешто друго. PH30A Smartphone Camera Grip Holder. Ова е нешто многу добро и видеото што го гледавте претходното на Шипки беше снимано баш со ова. Има упатство што не ми е потребно.
Еве сега гледам уствари дека исто се поврзува на триподот, можам да го ставам и да биде како холдер друг. Телефонот доаѓа тука, горниот дел се отвара. Ова се поврзува исто со Bluetooth, има копче за on-off и со ова копче уствари ако ќе кликнам, почнува да снима или зима слика прави, зависи на што моде е поставен. И е стварно многу добро, бидејќи често давам телефон да ме снима некој друг, колеги или нешто било како. И многу не знаат да држат телефон, искрено. Поздрав до сите камермани до сега што сте ми били, ама стварно некогаш ми било страв дали ќе падне телефонот или не, и затоа со ова сум убеден дека нема да падне, бидејќи има убав грип, гледате, го фаќате вака скрос убаво, палецот иде тука. И ова е толку цврсто и стабилно да ја го тестирав. Вака ја го мафтам лево, десно, горе, доле со раката, замавнувам, скрос тресам, телефонот не паѓа и не се помрнува апсолутно ништо. И стварно ова ми е многу добро нешто. Сега уште немам сконтано дали ова може да се сврти за телефонот од вака, да стои вака, ама не е битно, може да се држи тоа вака или не е битно. Да, еве го се врти. Тоа сега го открив тоа. Еве се врти, може и да се држи вака, одлично. Ќе го оставам вака уствари за да... Не, оригинално му е вака. Идеме како на оригинал. Спакувам и ова. Идеме со ова нешто, ова гледате кокао, едно големо упатство. На различни јазици се тоа. Искам ќе го чувам, пошто не знам кога ќе ми затреба. И е за, можеби, најдоброто нешто во овој темухал што го купив и го земав и го планирав, а тоа е гимбал стабилизатор. A6 гимбал стабилизатор, селфи стик трипод. Да. Ова е нешто многу добро, интересно и што стварно ми требаше за снимање рилови на Инстаграм или соработки во едни на други. Доаѓа со свој полнач, доаѓа полово запакувано, ја предвидам отворено и се тоа не личи така, го полнев малце и го користев за последните рилови и тиктокови на Инстаграм и на тикток. И уште му ги немам откриено сите можности, сите добри работи. Значи, го гледате како го држам вака, ова може да се склопи скроз, да се отвори вака скроз. Друго, ова се отвара, исто така, како трипод му доаѓа, некој помалечок, само ја гледате. Овие тука три се шират и добре што е ова барем право. Сега не знам дали ќе се примети, дали ќе смета тоа многу во видео, ама телефонот е малку вака, бидејќи едната ногарка од триподот ќе го видите кога ќе го снимам и него, е малку и закривен, не знам зашто. Иначе ова стои право. Сега зашто ќе кажете не снимам со ова тука, со тоа пошто ова главна цел не му е тоа што го прави триподот. Главна работа на ова интересна, и сега ќе видите што е. Има две опции за палење, тука и тука. Ги палеме двете. Држиме на копчето, почнува да светка, не знам дали се гледам. И тука има неколку опции. Овде има, таа е уште што ја немам откриено. Има опција да кога ќе кликнам, оно почне да снима или слика, ама како уште тоа да го направам, јас стварно не знам. Има опција да го ротирам ова со помош на команда тука. Кликам и ова се врти, сега ќе видите. И POV, Point of View, исто така има опција, ама не знам како да ја овозможам. Сега ќе видите ова, може ќе се слушне. Ете, слушнете како направи пип. И сега тука го отклучуваме. Сега оно отклучено. И пратете ситуација. Јас од овде, кога ќе кликнам, ова горе, гледате го сега. Се врти само. Друга работа. Ќе освртиме нели вака, да. Сега, што се случува кога ќе освртиме така? Гледате во камера, јас како ја држам рачката. И гледате сега, кога ја вртам рачката, тоа си стои во иста позиција. И кога би имало тука телефон, што стои и снима, он ќе си стои правилно. Така да јас можам комотно, било какви работи, да ги снимам, да ги следам, било како да се вртам, тоа пак ќе ми даде стабилизација потребна за видеото да испадне професионално. Во било кој момент ако ми треба, кликам и ова се врти, не знам дали го видовте, се сврте, пак се врти. И да,
Тука што има? Има за модови, можам и од тука да го свртам. Да кликнам и да се сврти. И друга работа, ова кога е угасено, се е отворено. Гледате како се врти на лагер. Тука кога ќе го заклучам, оно се стои вака или вака. И како се става телефон? Се отвараат овие две, просто се креваат овие и тука влагат телефонот. И уште нешто има светло, ево, кое е многу јако, стварно примерува цела соба има светло кога е темница. Истото се става и напред, доаѓа вака тука. За предно снимање. Се полни со цвет, полноч и е нешто многу квалитетно. И целиот тему хал, ствари мене ми беше главно заради гимбал. Сега кој барав, гледав и ми излезе А6 дека е како најдобар. Така да, многу задоволен од ова нешто и стварно ми мерак што конечно го земав. Се ближиме на крајот. Тука има уште две работи. Ова се едни обични научарчиња, што ги видов и ми беа интересни, си реков, лој ги земам вака црни, некад за валето, некад нешто, му слои останали дека не стојат убаво на глава. Не знам, нема да видите многу убаво, пошто ме мрзи да станам и да покажам, ама е, колку ќе успеам да зумирам, ќе зумирам, гледате имат некаков дрвен стил, а стаклото е стварно убаво. И ако ќе ги ставам вака, вие ќе видите како изгледа. Мислам дека не сум баш и најубав. Тоест, може би изгледам на джихадиста со фантомкава. И може стојат со фантомкава за контент, но кога ќе тргнам фантомката и кога ќе ги ставам, некако дават впечаток дека се многу нагоре и треба вака да ги подспушти тој што ги носи во случајов ја, за да изгледаат убаво. Ќе дојде потопли денови, ќе има време кога ќе се носат ночари и ќе ги видим. Сега ја ќе ги вратам само во ова, веќе во кутијата не, за да ги знам некаде да си ги ставам дома и да памтам каде ми се, за да не ги дополнително изгубам. Предпоследно нешто, тоест, пошто треба да го видите и триподот, е пенкалце, кој штете, тоа е нешто што има малку лоша, нешто тука се залепило пакувањето. Требаше да го земам моето пеликан пенкало, кој е оригинално и малку е поскапо од целиот овој тему хал заедно пута 2-3. И да ги споредам, ама го заборавив, така да само ќе го искоментирам ова, бидејќи се разбирам ете до некаде од тие работи по пенкала имам мерак. По тежина, да, личи дека е нормално не е оригинал, не е ни марка, само е онака луксузно пенкало, таква има категорија. Тешко е, тоа е позитивно нешто, треба да биде тешко. Тешко. Не знам, искрено по грамажа колку би имало, ама се чувствува дека држите нешто, не е без нешто. Пишува црно и пишува многу убаво. По мен. Паре. Значи, шкрапаници, нема ни потреба да ги гледате, ништо страшно. Пишува црно, исто така, ама тоа се мени со меници. Ја го одбрав вака, црно од златно, и тука доаѓа внатре, гледате, со две резервни меници. Сега не знам дали тие, мислам дека и тие се двете црни. Сега да не ги отварам, си стојат затворени во со ballpoint. Да, ќе користам и тоа како за колоквиум испити, пишување, материјали, учење и така натаму. Исто така ова иде у ѓубре, а ова иде тука што не знам каде ќе го сместам. Да видиме дали случајно нешто фрлам погрешка. И дали се сите работи што нарачав? Да, се ми стигна, ништо не е фалс, ништо не е глупост. Одлично и што видео помина без да треба да капнувам и да едитирам нешто премногу, стварно сум среќен заради тоа, апсолутно имам само еден дел кај што треба да капнам нешто и го постирам, многу сум среќен за тоа. Се останува да ги видиме микрофоните и да ви го покажам триподот.
тој ќе направам со гимбалот. Еве сме го ставив телефонот на гимбалот, го извадив од триподот, за да ви го покажам и него. Сега сум позади камера, бидејќи искрено не знам како би се гледал кога би влегол таму. Триподот доаѓа одвоено со овој дел и јас го намонтирав. Искрено добар е и има и васервага, која не знам колку е веродостојна. Ќе влезам позади, сепак пред камера, за да можам да го објаснам и покажам. Мислам дека се гледам убаво. Ако не се гледам, па боже мој, поентата ќе сватите и мислам дека не го убаво го гледате, ја толку и не сум битен. Ќе отвараме овие, односно ги отклучуваме и го собираме цел трипод. Да. Тоа е основен чекор, кој се склопува. И триподот ќе изгледа вака. Искрено изгледа квалитетно. Сталациве, шипкиве, држачите се квалитетни, дебели, тоа е позитивно нешто. Негативно нешто е што не знам дали ќе се примети, дали е искривено до толку видеото, мислам дека не е што малце е криво. Кога стои вака, не знам дали гледате, едната ногарка која ќе се отвори скроз, чинам оваа беше, стои малце закривена. Не е битно, не е ни битно која беше, битно едната стои малце закривена и ќе има малце интересни проблемчиња кога ќе треба да снимам нешто. Така да, овој дел од овдека се вади и тука може да се стави ова, може да се стави некоја друга камера, било каков маунт, било што за снимање. Реков, доаѓа запакуван во овие две работи. И да, претежно интересно нешто што ми треба, што користи, доста е поголем од гимбалот. Гимбалот, да кажеме, ако е тука сега нивото, може да отиде уште до овде вака. Некако, не се ни гледа тоа на камера, ама као уште дупло тоа. А ово ствари кога се отвара, ќе гледате од овде вака се отвара и е баш поприлично високо и долго. Толку тоа. Идеме сега да ги пробаме микрофоните. Ево го поврзан првиот микрофон, тоест вториот од унбоксинг видеото. Таа сум ја во рефлексијата, но не се гледам ово. И сега звукот вие го слушате преку ова. Така да гледате колку ми е оддалечен од мене и сега ќе доближам малце. Е вака например. Може би е многу бучаво, многу гласно, извинете, ама стварно не знам. Така да, да. Ете, сега ќе го видам јас звукот уствари кога ќе го ставам видео. Го поврзувам и второто микрофонче со обичен поп саунд филтер. И звукот го видов од овој, поприлично е добар, интересен. Сега видим и од овој, исто така. Еве, оддалечено како се слуша. Еве вака зближено како се слуша. Стварно се надевам дека не сум до толку глуп звукот да се по телефона, не од микрофоните да не можам до толку да разпознавам, мислам дека е така. И ги зимав за идни видеа и различни работи каде што ќе биде телефонот на пример на едниот крај од собата, ја на другиот или од имаат фора 30 метри овие за дистанца. Тоа го пишуваше еве тука. Овој не знам, не е ни битно, као најверојатно се тука. Се надевам и звукот е добар и да, се видиме се кратко. Е сум сега со гимбалот од предна камера, интересно што е сега и се гледам себе изборам. Ги тестирав двата микрофони, од овој и од овој звуците, искрено повеќе ми се свиѓа од овој, не може да лажам. Од овој не знам дали е добро, го истестирав, ќе ставиме да видиме видеата да покажат. Така да, хаосот е тука тој, од работи, од ствари. Ево, како изгледа сфрлано нешто од нешто. Ствари, мајцава многу лошо изгледа на мене. Не знам зашто. И ја го снимив целото видео со неа. Не е ни битно. Да. Тоа беше тоа од овој Тему Хал, што го направив. Некои работи ги тестирав, некои не. Дали беше се по план, не беше се по план. Требаше на друг начин да се сними ова, да биде се истестирано и во друго светло и во друга амбиент околина. Тоа е тоа. Мислам дека ќе го оставам и денеска целото одма, бидејќи го видов стварно долго дури. Ги поминавме во сите работи, детално објаснив нешто за нив.
кажав, микрофоните ги пробавме, го видовте гимбалот, го видовте триподот, стикерите, дронот видовте дека работи, тоа е најбитно. Другиот држач, фейк банкнотите што се заебав, нема да можам да снимам никакви видеа со нив. Маскичката од телефонот што ја користам, други работи нема и не заборавив ништо. Тие за дишење и за џвакање. Да, толку. Еден Тему хал, одете, видовте што се може да се купи на Тему со цената која што ја реков, околу 8200 и нешто денари. И да, тоа би било тоа. Фала што го изгледавте и ова видео. Фала на поддршката, идем уште малце до 1500 субскрайбери, се надевам што побрзо. Годинава, касно, рано е да зборам што се цели за целава година, ама до лето да видиме, да пробаме. Март, април, мај, јуни, 4 месеци за 2000 субскрайбери, па и многу се, реално, ама 1500 сигурно. Да. Се гледаме во наредно видео. Чао!